Моделот од 3 на OpenAI го победи Grok 4 во финалето на шаховски турнир наменет за вештачка интелигенција, со што ја потврди доминацијата на OpenAI во оваа област. Иако не се работеше за класични шаховски компјутери, туку за AI системи за општа употреба, надпреварувањето привлече големо внимание поради интензивното ривалство меѓу OpenAI и X на Илон Маск. Grok 4 делуваше како фаворит се до полуфиналето, но во финалните партии направи сериозни грешки, вклучително и губење на кралицата, што доведе до убедлива победа на O3. Според новинарот на chess.com, Педро Пињата, играта на Grok била непрепознатлива и катастрофална. И покрај тоа што и двата модели покажаа импресивни способности, турнирот откри дека AI системите се уште имаат простор за унапредување во шахот. Победата на OpenAI дополнително ја вжешти технолошката трка меѓу водечките компании во областа на вештачката интелигенција. Trump Media and Technology, компанијата на Доналд Трамп, започна со тестирање на Truth Search AI, нова функција за пребарување базирана на вештачка интелигенција, интегрирана во социјалната мрежа Truth Social. Развиена во соработка со Perplexity, алатката има цел да го зголеми обемот на информации достапни за корисниците и да ја подобри функционалноста на платформата. Извршниот директор Девин Нунес изјави дека се планира натамошен развој врз основа на повратни информации од јавноста, како и проширување на можностите на платформата. Во моментов, алатката е достапна преку веб, додека бета верзиите за мобилните апликации се очекуваат наскоро. Иако се поставуваат прашања за потенцијална политичка пристрасност, првите тестови покажуваат мешани резултати. И покрај тоа што пребарувањата најчесто водат кон конзервативни извори, AI понекогаш генерира критики и кон самата администрација на Трамп, особено кога станува збор за економската политика и ефектите од зголемените царини.